Добар ден, криптоентузијасти, ова е неделното специјално видео. На мое многу големо задоволство, ова е една од трите теми кои што беа практично предложени за да бидат обработени на нашето предавање во Велес, така да истата не доби највеќе гласови, нормално доби темата за финансиска независност преку криптотехнологијата, со тоа што во оваа ситуација, значи истата ќе обработиме како едно од специјалните неделни видеа, а тоа е нормално денес. Сега, ова видео беше обработено во четврток, така да знаете сами веќе е достапно неколку дена за Patreon заедницата, но вие го добивате како и целата наша македонска заедница во недела во 6 часот попладне. Со тоа што пред да почнеме, значи би сакал само некои интересни напомени кои што имаме за наредната недела. Прво е, гледате и сами, значи специјално неделно видео според вашите избори, државна водена од блокчейн, значи тоа ќе биде денешната тема, очигледно според вашите гласови, а од утре, понеделник, почнуваме официјално со алткоин недела. Со тоа што веќе имаме обработено, значи кои ќе бидат следните коини, знаете, сами според вашите гласања, иако ова е малку од минатото би рекол, значи ова се следните 5 коини кои што треба да бидат обработени, со уште еден на крај, Gnosis Finance, но не е проблем, ќе биде обработен и тој постепено. Значи ги работиме нормално според ваш предлог, прво ги предложувате, потоа ние ги издвојуваме најдобрите во блокови од по 4 коини и потоа со ваше гласање го определуваме редоследот. Со тоа што почнувајќи од понеделник па натаму ќе ги добиете по овој редослед. Flow, Kudos, Cadena, Illuvium и Flux. Да се надеваме дека ќе успееме да ги обработиме сите. Не заборавајте, сепак е ова новогодишната недела, затоа и направивме да биде малку потивка. Значи нема поента сега, верувам дека луѓето сакаат да одморат малку, вклучувајќи и нас. Значи да не забораваме, многу сме активни годинава, значи во една недела добивате и по 10 видеа некогаш, така да потребно е да се одмориме сите, мислам така. Во исто време пак спремаме многу јак почеток на 2025 година, значи негде во текот на јануари планираме да направиме нов рекорд од 8 часа техничка анализа на алткоини по ваш избор, со тоа што кога ќе се договориме, не се секирајте, значи демократски со македонците, најдемократски што може, ќе одредиме неколку датуми, вие ќе ни кажете кои од тие датуми највеќе ви одговараат, ќе гледаме тоа да биде викенд, потенцијално празници, за да направиме да биде што може повеќе од од македонскиот народ слободен, да може да го проследи ова како дружење, јас би рекол, значи знаете како, делумно е работа со оглед на фактот дека ова го правиме за да ги анализираме коините што вие сакате да ги видите во техничка анализа, но делумно јас пак би рекол последниот пат кога имавме 6 часовна дружба, тоа беше многу добра дружба, верувам дека ќе се сложите и вие, значи имаше огромна група на луѓето кои што се од Patreon, луѓе кои што не следат веќе долго време на каналот и едноставно убаво е чувството да се дружиме неколку часа заедно преку наука, но сепак значи е доста интересна дружба. Следна битна работа која што мора да напоменеме е предавањето кое што ќе биде во Велес, значи тоа е следната голема работа која што ја спремаме на страна од 8-часовниот 8-часовниот лајвстрим техничка анализа. Значи официјално потврдено 9 февруари. Тоа ќе биде во Piano Bar во Велес, наскоро ќе добиете и подобар постер, ова е чисто во меѓувреме да имаме што да покажеме за она што се спрема моментално на нашиот канал, каде што официјално значи ќе добиете и локација, ќе ви покажеме каде е најблискиот паркинг, сето тоа ќе биде соодветно направено во текот на јануари, не се секирайте, има доволно време. Сега за сега најбитната работа утврдена, тоа е 9 февруари во Piano Bar во центарот на Велес во 5 часот попладне. Со тоа што предавањето и прашањата би до околу 2, максимум 3 часа, со оглед на фактот дека знаете, ние сме доста кратки кога станува збор за презентации. А потоа нормално ќе имаме бенд кој што ќе не забавува малку повеќе од будалава на сликата која што ќе не забавува претходно, така да ќе биде интересно, верувам дека ќе има добар момент за дружење. Значи пак ќе напоменам 9 февруари во Велес во Piano Bar во центарот. И да не забораваме дека остануваат уште само 2 дена за оваа промоција која што ја направивме за оние кои што сакаат да видат како е да се биде дел од нашата Patreon заедница. Значи еве и прост пример, денешното видео со привилегиите на Patreon заедницата луѓето го гледаа уште во четвртокот, а е направено за да биде достапно на нашиот канал во недела. Зошто е тоа така? Значи тоа се луѓе кои што се дел од нашата заедница, че ова е посебна заедница на инвеститори, кои што соработуваат едни со други со цел да разменат информации, едукација нормално и на некој начин да го надградат и сопственото знаење и да помогнат во надградување на сите останати македонци. Со тоа што ова се луѓе кои што плаќаат некоја минимална членарина за да бидат дел од оваа група,
а со тоа ни помага нас, значи оваа бесплатна едукација да продолжи да издигнеме на уште повисоко ниво со нивната финансиска помош. Така да заблагодарите се на сите оние кои што се дел Patreon заедницата, а нормално за возврат не им даваме некои привилегии. Кој првата привилегија е токму тоа. Сите видеа кои што ќе бидат порано направени на пазар на каналот веднаш ги добиваат на Patreon заедницата, а потоа истите се достапни и за целата македонска заедница. Значи на крајот од денот целиот материјал и понатаму е бесплатен за секој македонец во светот. Дополнително, значи нашата Patreon заедница е екстремно активна. Еве прост пример, оваа да речем корекција беше толку многу добро искористена од нас. Значи луѓе со најразлични, како што може видите и сами, ова се заради нивната активност моравме чатот да го поделиме на 6 подчатови во најразлични теми, каде што гледате и сами, значи колку е активна заедницата. Погледнете, ова е само од денес, од сабајлево, од утрово. Погледнете само колку е активна заедницата во однос на споделување на информации, овдека се вести за крипто, па вести за макроекономија, потоа имаме техничка анализа нормално, највеќе во оваа ситуација, значи сега на оваа корекција имаме најголем дел луѓето кои што помагаат околу овој дел и на вистина со најразлични да речем мислења и анализи имате целосна слика за она што се случува моментално на пазар. Дополнително имате директни пораки до мене на апликацијата кои што јас ги одговарам еднаш дневно и еднаш месечно организираме посебен тип на лайвстрим, тоа е лайвстрим на Microsoft Teams, каде што директно разговараме со нашите членови од нормално Patreon заедницата со цел да размениме мислења, кој има прашања да ги постави, овдека и целата заедница да одговори, како што тоа беше претходниот пат, се дружевме добри 3 часа. И дополнително дека имаме опцијата 1 на 1 за сите оние кои се член од нашата Patreon заедница, значи можат да добијат и 1 на 1 сесија со мене. Така да, тоа е се што може да добиете со оваа, да речем, мала членарина на Patreon заедницата, покрај фактот дека ни помагате да продолжиме да работиме уште повеќе и уште посилно за македонската заедница. Линк до Patreon заедницата може да најдете во дескрипцијата на секој видео. Ова е линкот кој што многу лесно може да го искористите и како што веќе кажавме, да добиете практично бесплатно да видите како е да се биде дел од нашата Patreon заедница за 7 дена. Така да слободно било која од овие опции изберете и ќе видите како е да се биде дел од нашата фамилија 7 дена. Поминавме овој дел, можеме да преминеме на главниот дел за кој што сме денеска овде нормално, а тоа е држава комплетно водена од блокчейн децентрализирана технологија. Многу битно да напоменеме децентрализирана технологија. Што треба да разбереме во оваа денешна тематика е зошто е потребно да биде практично елиминиран во оваа ситуација средниот човек, така, the middleman. Значи во оваа ситуација најголем проблем со кој што се соочуваме на секое поле, не само во водење држава, како и во финансии и така натаму, е фактот дека постои некој човек во средина кој што целосно регулира за тоа како ќе бидат, така речено, завршени овие трансакции, како во финансиите, така и во било каков тип на, да речем, владење на една држава, така. Со тоа што, уште еднаш ќе да поменеме, главната цел на блокчейн технологијата е доверба. Значи, денешно време, затоа што немаме доверба едни во други, нас ни се потребни овакви интермедиери или посредници на кои што ние наводно им веруваме, за да го завршат тоа што ние не веруваме да го правиме еден на друг, се разбираме. Па така и една најосновна трансакција моментално од еден на друг континент, потребно е двајцата ние да имаме банка, па тие банки помеѓу себе да најдат нели оние така речено дополнителни посредници, оние клиринг куќи кои што ги трансферираат трансакциите од една од друга банка, што значи потребна е цела една мрежа на, како што ние би рекле, крвопии или армолепци, кои што буквално ја намалуваат вредноста на оно што сакате да го пратите. Значи вие мора да платите на сите тие луѓе за да си ја завршат работата, така. Додека во исто време и да не забораваме, и покрај тоа што им плаќате, голем дел од нив не си ја завршуваат работата и се корумпирани, така. Додека за разлика од тоа блокчейн технологијата е целосно доверлива технологија која што воопште не треба да се секирате. Значи станува збор за огромна мрежа на компјутери кои што во основа технологијата ги држи искрени. Значи не можете да правите ништо против мрежата. Мрежата има стандардни и веќе воспоставени алгоритмични правила на тоа како функционира и тоа не може да биде променето. Не е битно дали сакате или не е битно дали пробувате или не. Прост пример за тоа е Биткоин мрежата која што е моментално најголемата компјутерска мрежа во светот и најсигурната компјутерска мрежа во светот која што не може да биде нападната или барем досега се уште не постои било каков тип на компјутер
посебно оние квантни компјутери кои што гледам дека многу луѓето се исплашени, кои што може да ја нападне и да ја пробие оваа заштита. Така. Што значи дека во основа главната причина поради која што нас не е потребен блокчейн во генерално функционирање на една држава е доверливоста. Да не мораме да веруваме на бирократи, политиканти и банкстери за она што можеме да го правиме преку технологија која што е достапна денес. И нормално ние тоа ќе го образложиме преку секоја гранка на самата држава, со тоа што основните карактеристики на блокчейн технологијата значи тоа е поентата. Основните карактеристики на блокчейн технологијата се токму она што ни е потребно за една држава да биде токму тоа што треба да биде. Односно да биде медиум за луѓето да живеат подобро, така, а не обратно, да биде така речено центар на сила од кој што луѓето за жал не живеат подобро, туку живеат многу полошо, така. Значи immutability, технологијата нуди практично неповратност, се разбираме, значи во оваа ситуација, значи првенствено сето оно што се прави на оваа мрежа не може никој да ви го забрани, никој да ви го банира, никој да ви го одземе, никој да го врати назад, како што не е случај со банките моментално. Значи станува збор за мрежа која што е целосно децентрализирана и едноставно органите на прогон, кои што е главниот ас на секоја држава, така, значи секоја држава има апаратна сила. Така ве принудува да го правите тоа што државата го наложува, така. Значи оваа мрежа е отпорна на тие прогон, се разбираме, апарати. Како ќе ми одземете? Значи доколку јас не ви ја дадам мојата фраза, вие не можете ништо да направите, освен да ги гледате овие коини на Blockchain Explorer. Ништо не може да направите. Така да првата работа која што е многу битна во оваа ситуација е токму тоа, дека државата не може ни по точка разно да дојде до вашиот биткоин и што и да имате друго, така. И повторно, ова е уште еден момент каде што државата ефективно, значи нема да може да предизвика ништо со кое што вас би ви се заканила и би ви го одземала тоа што го поседувате. Автоматски државата е безмоќна пред вас, се разбираме. Децентрализирано, што значи дека во оваа ситуација имаме целосна децентрализација. Нема центри на моќ кои што го организираат или пак дозволуваат или пак насочуваат сето ова што се случува. Повторно, не зборуваме само за капитал, зборуваме и за информации нормално. Така да целата децентрализираност на оваа технологија дозволува, пак ќе кажам, државата да биде медиум, а не центар на сила. Токму тоа што ни е потребно. Ќе спомнавме, станува збор за крајно висока сигурност кога станува збор на оваа мрежа, пак без разлика дали е капитал или информации, мрежата сама по себе, оваа блокчейн мрежа, тоа е главната нејзина карактеристика, е многу силно заштитена и не може да биде уништена. Ни по точка разно, ниту банирана, ниту одземена. Distributed ledgers, каде што вие практично peer-to-peer постапувате, овдека нема армолепци, бирократи, политиканти и банкстери, туку директно комуницирате со другата страна, само блокчейн технологијата е медиум за да остварите оваа конекција. Консенсус алгоритми и фастер, нормално сега консенсус алгоритми нормално не се ни толку битни, работата е да знаеме што представува технологијата, не мораме да објаснуваме како функционира, затоа имаме други видеа нормално, и побрзи, нормално. Значи во денешно време може да пратите една трансакција преку банка и истата да стигне за една недела, а може и воопшто да не стигне, така, па да треба да одите и да прашувате зошто тоа се случило. За разлика од тоа во блокчейн, доколку се сте направиле правилно, не постои опција да не стигне, се разбираме. Значи ако сте го платиле сопствениот фи, ако сте ја пратиле на правилната адреса, 100% ќе стигне, 120% ќе стигне, се разбираме. Затоа што тоа е предноста на блокчейн технологијата. За разлика од државата која што работи од 9 до 5, ама не секогаш, на празници, викенд не работи, а некогаш ако административците не се расположени, во еден си отишле од работа, за разлика од тоа блокчейн работи 24/7, 365 дена во годината, некогаш и 366 ако е престапна година, така. Што значи дека тоа има голема разлика за тоа како функционира моменталниот апарат и како треба да функционира, така. Со тоа што овдека ова е на некој начин еден многу интересен исечок од Светскиот економски форум. Стопаниве што се собираат да одлучуваат во наше име што треба понатаму да се случува, нели, во технологија, економија и така натаму, они веќе одлучиле. Значи, ова е практично само извадок од еден извештај на Светскиот економски форум, каде што вели 73% од владите или пак од представниците на владите го гледаат блокчейнот како топ 5, значи едно од топ 5 приоритети на сопствената влада. 73%. Не заборавајте, во ВЕФ се најголемите економии во светот,
можеби не сите, но во поголем дел најголемите економии, посебно западните, така. Што значи дека 73% од владите, тоа значи дека опрлика негде околу 120-130 земји од вкупно 200 во светот, го сметаат блокчейн технологијата како приоритет во топ 5 приоритети во светот, во нивниот, да речам, нели, нивната работа на влада, така. Тоа само кај нас не е приоритет, очигледно ние имаме поголеми приоритети, треба да се исперат пари, значи остаje се тоа, здравје ќе видиме за блокчейн, има време. Додека вели, 90% од представниците на владите веруваат дека блокчейн технологијата, пазете го сега ова, може многу да помогне во запирање на измамите, манипулациите и перењето пари во јавните сектори. Затоа што е технологија која што не може да биде променета, не може да биде изманипулирана, не може да биде сменета, вратена назад, се разбираме. Тоа е нешто што очигледно и овие почнале да го сваќаат, иако да се разбереме, ова не го прават оно добрината на душата, они го прават затоа што сакаат CBDC, но тоа не го менува фактот дека пак во основа CBDC представува исто така блокчейн технологија која што е приватно поседувана. Затоа уште еднаш, ако се сеќавате на почетокот на оваа презентација, напоменавме дека станува збор за децентрализирана блокчейн технологија. Ако е централизирана, ништо не сме смениле. Дури сме направиле ова да биде уште полошо. Но повторно станува збор за блокчейн технологија. Значи дека на еден или на друг начин они сакаат оваа технологија да биде дел од, така речено, владењето во една земја. Со тоа што Светскиот економски форум, повторно стопаниве кои што одлучуваат за нашата иднина, јануари 2024 година, века блокчейн е внатре од студот. Во превод го примиле блокчейнот. Стейблкоините моментално го менуваат финансискиот систем за секогаш. Да, тоа ние го гледаме. Значи, маркет капот на стейблкоините расте од циклус на циклус неколкократно. Што значи дека дигитализирање на фиат валутите не е мит, туку е секојдневие. Значи, стейблкоини се користат за секојдневно купување, транзакции, децентрализирани финансии и централизирани финансии секој ден. Зборуваме милиарди долари. Што значи дека тоа веќе се случува. Ова е еден показател што сака да ви каже дека не е далеко, значи пак ќе кажам, значи не е кога, туку дали. Тоа е не е дали, туку кога ќе биде применет, така речено, блокчейн во секојдневниот живот, зборувам од секој аспект на вашиот живот. Исто така, стопаните од Светскиот економски форум вика моментално ја истражуваме блокчейн технологијата за да се зголеми транспарентноста на владите во светот, односно да се намали корупцијата. Сакаш да кажеш дека владите се корумпирани? Ма немој. Да не ти се верува. Еве, например, ние од Македонија, ние не знаеме што е тоа корумпирана влада. Значи, кај нас од почетокот од 1990 година па нааму, јас не знам да сме имале корумпирана влада. Ама еве, стопаниве од Светскиот економски форум викаат дека ова може да го спречи тоа, да не ти се верува. Дури они си признаваат. Во исто време, многу од луѓето кои што се уште не им свесни, значи не се свесни очигледно дека ова се случува, гледам дека многу од луѓето се уште мислат дека ова е далеко. Еве една интересна, значи јас сега прво сакам да ви кажам дека ова не е далеко, ова е тука, се случува. И ние додека мижиме, моментално институциите си работата. Они се за жал секогаш една кривина пред нас, се разбираме. Тоа е проблемот кој што многу малку луѓе го разбираат, и затоа многу малку луѓе може да го искористат овој момент што моментално се случува. Така, значи да бидете пред институциите. Тоа моментално е ситуацијата. Но дали ќе го искористите или не, останува на вас, нормално. Ова моментално, знаете и сами, е од нашиот стратешки партнер, НАТО, кој што има посебен тип на тракинг услуги, каде што вели овдека моментално ги следиме регулативите на криптовалути во светот. Погледнете сега овде. Вели 60 земји, 60 од 200 земји, тоа е практично 1/3 од земјите. Моментално веќе има легализирано криптовалути, со тоа што можеме да видиме дека станува збор за голема количина на земји на светот и овдека нормално може да видите и сами станува збор за најголемите економии во светот. Ефективно 60 земји веќе имаат целосно легализирано криптовалути. Повторно 60 не се Зимбабве, Бурунди и Уганда, туку 60 се нормално најголемите од типот на Европа, од типот на Англија, Франција и така натаму. Се разбираме, значи повторно станува збор за најголемите земји, најголемите економии, нормално и најголемите по број земји најчесто. Со тоа што уште повеќе, значи ако сеќавате стейблкоините, вели го менуваат светот. Еве го моментот што ви го кажував. Светскиот економски форум не е заинтересиран за децентрализирана
технологија. Дури ако ги видите проектите кои што моментално беа гости на последниот светски економски форум, мораме да си признаеме, се крајно централизирани проекти. Почнувајќи од XRP, XLM, HBAR, значи тоа се централизирани проекти. Кога ќе видите дека имаат само мал број на нодови, истите тие нодови се најчесто контролирани од големи субјекти, посебно ако веќе го земеме HBAR во прашање, не го прави проектот помалку вреден. Само мораме реално да разговараме. Сигурност е дадена во рацете на големи институции. Така да тоа го прави не толку децентрализирано. Но како и да е, да отрнеме тоа на страна, крајната идеја на институциите и понатаму треба нешто. Дигитална валута на централните банки. Што е тоа? Гледате и сами, станува збор за фиат валути во нивната дигитална форма, каде што веќе нема да принтаат на тоалетна хартија, туку се ќе биде дигитално и ќе си го имате на телефонот и кога ќе сакаат, ќе може да ве блокираат и да ја прават што сакаат. Тоа е најголемиот проблем кој што многу луѓето не го разбираат, затоа што јас ќе да поверам. Тоа е тоа што ние го сакаме, а не централизирана како CBDC. Тоа мораме да го разграничиме. Со тоа што погледнете, вели 134 земји во светот, односно земји кои што заедно поседуваат 98% од вкупниот GDP или бруто домашен производ, односно сите земји кои што навистина имаат економија, на еден или на друг начин развиваат CBDC валути. 44 земји, овие зелени кои што ги гледаме се многу големи и уфаќаат огромен дел од светот, веќе се во пилот фаза, а 3 ефективно работат со нивните CBDC платформи, со тоа што 44, верували или не, од оваа година до следната ќе бидат 44 лансирани. Тоа ќе биде 1/4 од светот. Само да ви покажам дека не е далеку, туку е многу блиску и веќе се случува, а поголемиот дел од вас не ни знаете. Додека НБРМ во некое списание кој што никој не го чита, напишала дека работи на дигитален денар, вие понатаму мислите дека ќе користите тоалетна хартија во боја. Не, прашање на време кога ќе ви кажат само од денеска дечко кеш не примаме. Така да, знаете што? Еве, слушайте ми го зборов и ќе видите што ќе се случи. Ќе дојде ден кога ќе ви кажат до овој ден имате време да си ги вратите сите банкноти назад во банките, како што ни направија кога ги менуваа овие валути, ако се сеќавате, имаше момент кога ги менуваа од стари во нови, истото ќе ви го направат. Ќе ви кажат ќе си ги вратите сите овие банкноти што ги имате во банката, а истите ќе ви бидат дадени во дигитална форма на ваша сметка, затоа што ќе ви кажат од утре кеш веќе нема да има. Ако мислите дека некој ќе оди по улица со табла и ќе кажува, нели, CBDC доаѓа, тоа нема да се случи. Јас ви кажав, значи во најдобра ситуација ќе се случи тоа. Во полоша дури нема ни да ви кажат. Само ќе видите како постепено веќе никој нема да прима кеш, како што е тоа случај овде во Малта на пример, како што го гледам, нема да има веќе автомати и ќе си легнете на брашното, нема бегање. Со тоа што истата ситуација гледаме и во токенизирање, значи гледате дека едноставно полека го имаме тоа сегде. Значи еве прост пример, ако трнеме на стейблкоини прво, можеме да видиме дека значи веќе на страна од се зборуваме нели CBDC, да ги оставиме на страна, тоа е официјалната валута на една земја. Моментално, значи само во стейблкоини погледнете, само во стейблкоини на пазарот имаме 203 милиарди долари токенизирани. Само во долари стейблкоини. Така, 203 милиарди токенизирани. Добре. Се токенизира. Дали приватно или државно, не го менува фактот дека се блокчейн. Ова се блокчейн валути, кои што вие секој ден ги користите, така? Токенизирање на хартија од вредност. Нормално почнуваме со што? Со американскиот дол, кој што гледаме дека вртоглаво расте. Значи, ова почна, погледнете и сами, во март 2023 година, за така речено 1,5 година, стигнавме од 0 до 4 милиарди токенизиран американски долг. Тоа ви кажува дека ова темпо само ќе забрзува, ова нема да забави сигурно, што значи дека автоматски се токенизира. Како државни обврзници на Мурика, така државни обврзници на се останато, 115 милиони долари моментално токенизирани во најразлични државни обврзници од светот, како што може да видите ова се повеќе расте, значи ние се наоѓаме на апсолутниот почеток, затоа што пред само неколку месеци ова не постоеше. Потоа, приватен кредит, токенизиран, што значи дека и сите оние кои што моментално даваат било каков тип на кредит, гледаме дека го токенизираат овој кредит и го даваат во вид на крипто блокчейн валути.
commodities, односно во оваа ситуација станува збор за ресурси, можеме да видиме дека првенствено златото во најголема форма, натаму верувам дека ќе прво нафта сигурно ќе биде, па потоа и многу други, значи токенизирање на ресурси. Погледнете, 1 милиарда долари вредни ресурси веќе токенизирани. Инвестициски фондови, исто така овдека можеме да видиме и нормално во оваа ситуација акции, со тоа што овдека недостасуваат и недвижностите моментално исто така се токенизираат. Акциите ќе бидат нешто најдинамично, верувам дека наскоро доаѓаат и ќе биде урнебес кога тоа ќе се случи, се префрла на блокчейн. Дали ви е јасно тоа? Значи овдека ова Real World Asset токенизација платформа ви покажува како се префрла на блокчейн. Било каков тип на приватност, било каков тип на капитал, било каков тип на било што вреди во светот, моментално се префрла на блокчейн. А ние се уште не сме ни почнале да разговараме за тоа како една држава може да функционира. Ова само сака да ви покажам дека не е дали вие сакате или не. Тоа се случува. Значи секој ден околу вас. И оние кои што мислат дека е далеко и дека има време и дека ќе имаме уште не знам 10 бул маркети, ние ќе имаме ефективно ќе имаме уште 500 бул маркети. Проблемот е што секој од овие на тамошни бул маркети ќе има многу помал профит, заради тоа што гледаме дека се повеќе капитал се префрла на крипто. Ова се тие неколку бул маркети кои што може да променат живот на многу македонци. Затоа мораме да ги искористиме. Кога се случува оваа транзиција на капитал, ние во последниве 2000 години, од моментот кога од секојдневни размена на ресурси, тоа бил првичната економија во светот, смислиле пари, од тој момент до сега, ние не сме имале следна еволуција на финансискиот систем. Ова е следната еволуција на финансискиот систем. Значи, од меѓусебна размена на продукти, јас ви давам јаболка, а вие ми давате јагне или кромпири, што и да е, до пари, како медиум за размена на вредност, ова е следниот стадиум. И ние живееме во времето кога се случува еволуцијата на финансискиот систем. Па жално е да не го искористиме тоа. И затоа постојано зборувам. Ова што го гледаме до сега што ви го покажував, е само чекор по чекор ви објаснувам колку моментално најголемите играчи се спремаат. И не само се спремаат, туку активно превземаат чекори и токенизираат се што постои во светов. А ние во Македонија уште гледаме шител и чекаме ПЦ да се одлучи затоа што Тале уште не му кажал на водителот сител дека блокчейн и биткоин се добра идеја. Така, да го смениме тоа. Значи, за тоа ми требате, да го смениме, ова треба да биде јавно знаење, ова треба да биде достапно на секој македонец во светот. Така да помогнете ми да го расшириме овој материјал до што повеќе македонци. Гледате колку е битно, затоа ми е битно што повеќе од вас ова да го препорачаат, за луѓето да научат што доаѓа. Да не забораваме нова интересна вест која што јас никогаш не сум ја заборавил. 2022 година, декември. Официјално BIS, или тоа е Bank of International Settlement, или ја нарекуваат и Демре. 1 јануари 2025 година, сите централни банки во светот ќе можат 2% од вкупната, зборуваме, резерва, која што мора да држат за себе и за сите останати банки во државата, да ја држат во крипто, не во биткоин, во крипто, во било која криптовалута. Зошто? Во 2022 година во декември. Зошто? Пред точно 2 години моментално. Зошто? Кога во 2022 година бевме практично крај на bull market, се уште немаше ниту ETF, се уште немаше големи компании влезени во крипто. Зошто тогаш одлучила најголемата централна банка во светот да им дозволи на другите централни банки 2% од нивното портфолио да биде во крипто? Непријател на крипто, каде се тоа води, ништо нема да ви каже. Пак да напоменеме пред да почнеме со главната тема, не дали, туку кога ќе се случи се тоа. Значи тоа е она што мора да го разбереме. Сега јас овдека имам една интересна, да речем, страна која што ги опишува 10 основни цели на државата, каде што нормално една по една ќе ги споредиме и ќе видиме дали постојат реално проекти или пак веќе use case кој што може да ги замени или ги заменува, така. На тој начин наједноставно ќе видиме дали ова е реалност и дали ова може да се оствари, така. Со тоа што нормално сега јас очекувам дека вие барем имате изгледано голем дел од нашите видеа, посебно видеата за
категории на криптопроекти, каде што објаснуваме каков тип на проекти постојат и каков тип на технологија е тоа и што се обидува да реши во реалниот свет. За да ви стане јасно за каков тип на технологија ние разговараме кога ги заменуваме овие функции на државата со реални блокчейн проекти. Активно може да ги отстрани сите овие политиканти и така наречени паразити на државата, кои што буквално ги представуваат граѓаните, а не го прават тоа. Они ги представуваат собствените интереси и најчесто ги представуваат интересите на големите компании кои што практично инвестираат во нив. Почнувајќи од Македонија, завршувајќи во Мурика, нема никаква разлика. Политиканти се политиканти. Политичарите се едно од најголемите зла кое што некогаш се случило на светот и на државата. Да бидеме реални. Значи, јас сум правник и економист во исто време и кажувам отворено, јас и понатаму верувам дека политичарите се еден од најголемите проблеми кои што некогаш го произвела една држава. DAO, децентрализирана автономна организација, е едно од средствата за кое што може да го замени овој корумпиран политички систем кој што моментално не владее. Така, зошто го велам тоа? Ако можеме ние моментално да гласаме за еден проект во DAO, наједноставно со прикачување на собствен wallet, кој што има одредена количина на коини, ефективно ние истото можеме многу лесно да го направиме и на ниво на држава, на ниво на општина, на ниво на кантон, на ниво на што и да е што моментално има во една држава. Односно, вие со вашата дигитална, да речем, исправа или лична карта или пасош или што и да е, многу лесно можете, значи, on-chain, така, да гласате за што се случува моментално во самата држава. Да, знам дека на, да речем, експертско ниво, во ред, тој да го разбирам, затоа што едноставно вие не можете да барате од државјаните да прават ребаланс на буџет. Или тоа да се прави парламент, или да се прави собраниски, да речем, оние кои што ги нарекуваат кај нас комисии, значи многу лесно може да се направат комисии на експерти, кои што имаат соодветна диплома, кои што имаат соодветно искуство и кои што ќе имаат посебни права, заедно со други експерти од државата, да одлучуваат на одредени прашања на овој начин, децентрализирано и транспарентно, сите да видат што и како е одлучено. Со тоа што многу лесно, значи било кој може во било кое време да учествува во овие одлучување. Значи во Швајцарија тоа е веќе сосема нормална работа, посебно во кантоните, каде што секој граѓанин може да одлучува посебно на ниво на град, што ќе се случува во градот, каде што имаме постојано јавни, да речем, гласања за најразлични прашања, тоа може да ги прашате луѓето кои што живеат во Швајцарија, каде што буквално они можат да гласаат за било што се одлучува моментално во градот. И ќе биде многу по-фер, многу по-транспарентно и многу по-организирано ако навистина луѓето гласаат за тоа што ќе биде одлучено, како ќе биде одлучено и што ќе се превземе, како со средства, така со права и така натаму. Зошто го велам ова? Циганите на југ, која измислиле демократија, идејата на демократијата била демос, народот да одлучува, не представничка демократија, тоа што после го направиле со политикантиве и паразитиве, се разбираме. Значи овдека пак ќе напоменам јас, иако можеби на почеток вие би рекле тоа е неизводливо, е многу изводливо и може многу лесно да биде организирано преку еден стандарден DAO, кој што пак понатаму ќе биде нормално подигнат на повисоко ниво, децентрализирана блокчейн. Дебре да ти имам матер. Луѓе не можат да гласаат, значи имате ситуација во која што ќе се знае точно кој што како гласал, значи на овој начин практично вие имате заштитеност, целост, транспарентност и нема никаков тип на манипулации. Значи нешто подобро здравје, така. Сега повторно, ова треба да биде организирано на многу пософистицирано ниво. Тоа не го менува фактот дека е можно. И пак би рекол, се е подобро од политикантија моментално. Се е подобро. Значи буквално на плоштад да се собираат луѓе и да одлучуваат за тоа што ќе се прави со државата, ќе имаме подобри резултати од тоа што моментално го гледаме во било која земја во светот, каде што политиканти одлучуваат што ќе се случува понатаму и во финансискиот систем понатаму. Со тоа што ние веќе видовме
Самите држави го бараат ова, еве и прост пример, вика неколку држави во Мурика бараат блокчейн солуција на Cardano за гласање за претседателските и изборите за Сенат и изборите за Конгрес. Зошто? Затоа што е транспарентно, затоа што е immutable, односно не може да биде променето, од друга страна секој си има соодветна идентификација, што значи дека автоматски само он може да гласа и никој друг, нема манипулации, нема едноставно, ефикасно. И директно народот одлучува. Подобро тоа не може да биде. Од друга страна, погледнете го ова. Трамп планира блокчейн федерален гласачки систем на Cardano. Повторно, не е сега дека заради тоа што е Cardano или нешто друго, може да биде на VeChain, може еве и на Solana да биде, каде што пола од гласовите нели нема да стигнат, како и да е. Тоа не го менува фактот дека ова се случува. Гледаме дека моментално политиканти размислуваат на таа тема. Дури они не ме се шумија тие. Е можно каде што референдум нема да има потреба да биде организиран 3 месеци. Со гласачки кутии со не знам што. Не, многу едноставно, се укучувате денеска на интернет со ваша дигитална да речем идентификација и си гласате за ред прашање кои што се од јавно значење. Подобро тоа не може да биде, потранспарентно, подемократско тоа не може да биде. Гласање, владење со држава, освен на оние секојдневни одлуки каде што не може сега ви да организирате референдум секогаш кога се дава плата на, не знам, работниците во здравство или во јавно комунална предпријатие, така. Значи за се останато и понатаму ова многу лесно може да се организира преку најобичен DAO, кој што е секојдневна појава во блокчейн технологијата кога станува збор за водење на проекти, така. Следната работа. Ова е уште поумирена категорија кај мене, односно ако се вратиме таму. Односно, нели, секојдневните пазари, функционирањето на пазарот на една држава. Со оглед на тоа дека ние многу пати сме го виделе до сега, сега само треба да го потврдиме. Односно, првенствено, вака изгледа централизирана финансија, со тоа што нека нема голема разлика дали е тоа Binance или е HSBC или е Стопанска банка или е BlackRock, се извинувам, Morgan Stanley или ме разбирате. Било каков тип на централизирани финансии, без разлика дали се крипто или пак традиционални финансии, е проблем. Голем проблем. Пак ќе ви кажам, значи прост пример во крипто секторот знаете и сами што се случи со FTX, што се случи со Mt. Gox, што се случи со Celsius и така натаму, бескрајно. Значи има огромен број на централизирани ентитети кои што доколку пропаднат, Господ нека ви е напомош. За да си ги добиете вашите средства на краде, која што не си игра со вашите средства, која што не ги манипулира вашите средства, која што не ви наплаќа премногу за тоа што го работите со вашите средства, која што не ви забранува, не ве прашува од кај ви се средствата, не ви кажува на кого смеете, на кого не смеете да ги праќате, што значи дека треба да го отстраниме ова вака цело, ама буквално да го отстраниме и да биде приказ на кој што ќе ја кажуваме на нашите внуци како сме биле глупави последниве 2000 години да дозволиме неколку банкстери да го контролираат светот преку тоа што ги контролираат финансиите. И пак не забравяйте, финансии на тоалетна хартија во боја. Значи, не знам како ќе се оправдаме пред нашите деца, јас пак ќе напоменам, стварно не знам. Значи, кога ќе треба да им објасниме дека буквално нашата економија е еднаква на онаа игра на Монопол. Така, значи, колку вредат тие тоалетни хартиичиња у Монопол играта, толку и моментално нас ти вреди финансискиот систем, каде што пак ќе кажам, неколку мајмуни во кравати, како мојава, значи го контролираат целиот систем и ние буквално играме како они свират. Добро е малку, ма да одјевеш ти денеска било кој човек со 2 грама мозок, кој што ќе види дека може истиот овој систем да функционира, целосно децентрализирано, на технологија која што комплетно му гарантира транспарентност и заштита на неговите средства, никој не може да ги одземе, никој не може да ги забрани, никој не може да ги банира, никој не може да ги врати назад. Значи станува збор за децентрализиран систем кој што е надвор од рацете на банкстери, политиканти и така натаму. Значи нормално дека ќе преиде на користење на децентрализирани финансии. Со тоа што го гледаме тоа нормално и во крипто светот, каде што се поголем и поголем дел од централизираните финансии, зборуваме на големи ентитети како Binance, како
Coinbase и така натаму, веќе во последниве 2 години околу повеќе од 10% од вкупната количина на трансакции и капитал е преместена на децентрализирани менувачници. Тоа ви кажува дека децентрализираните финансии допрва доаѓаат. Овие ентитети кои што ги гледаме сега моментално, кои што функционираат како децентрализирани менувачници, ќе бидат огромни. Барем јас така гледам на работите, останува да видиме. Што значи дека нема тука дали они сакаат или не. Се движи кон децентрализација, се движи кон блокчейн. Еве прост пример. Значи ова е само да видите колку пари моментално од почетокот, значи 2018 година, ова е првите децентрализирани проекти како Uniswap, како Aave и така натаму. Од тој момент до 2023 година ефективно нешто под 200 милиарди долари капитал е заклучен и функционира на овие децентрализирани менувачници. Дебре, да му ева матера, бе. И тоа нормално може, беше негде околу 180 милиарди, значи врвот ова не се дешава. Да дојдеме до многу повисока вредност од 200 милиарди долари, пак ќе напоменам, ова се 200 милиарди долари кои што се заклучени и функционираат во децентрализираните финансии. Цел свет ќе биде во децентрализирани финансии. Со тоа што не станува збор само за менувачници. Значи, децентрализираните финансии се сега за сега постојат проекти кои што буквално ја опфаќаат целата финансиска сфера. Без разлика дали е тоа тргување на деривативи, односно нели фиат, дали е тоа позајмување, дали е тоа стейблкоини, сега овде ќе имате еден куп други, нели да не навргуваме премногу. Идејата е дека во денешно време постојат децентрализирани апликации за се, кога станува збор за децентрализирани финансии. Односно, само прашање на време кога овие, не мора да биде точно овие проекти, но оваа технологија, блокчейн технологијата, ќе ја замени застарената, корумпирана банкстерска фела, која што и понатаму се обидува да ја задржи сопствената моќ, колку што може нормално, но наскоро, пак ќе напоменам, нема тука дали, туку кога. И тоа за ова сум посебно радосен, би рекол. Security, значи вака сега, да бидеме јасни. Секојдневна сигурност на луѓето не може да без блокчейн технологија, да бидеме реални. Сега за сега. Понатаму можеби тоа ќе биде обезбедено затоа што веќе постои таков тип на мрежа во која што на блокчейн проекти како на ICP може да биде поставени децентрализирани вештачка интелигенција нодови, тоа се оние посебни канистри, кои што сами по себе може да им биде наложено да работат било што. Од секојдневно следење на сообраќај до праќање на роботи и дронови доколку има некаков пожар или немири и така натаму, но да не дојдеме до ова. Јас пак би напоменал, ако се ставиме во ситуација вештачка интелигенција да треба да се секира за нашата безбедност, тоа е голем проблем. Значи, не смееме да дозволиме сигурноста на секојдневните граѓани да биде во рацете на вештачка интелигенција, тоа ни потошка разум. Мислам дека ова треба на сите да им биде јасно. Само да ве потсетам, чисто како интересен факт, моментално Израел, значи има поставено автоматски митралези низ целиот појас Газа, кои што се целосно раководени од вештачка интелигенција, која што сама проценува дали тоа што ќе го види на хоризонтот представува терорист или дете. Дали тоа што ќе го види представува терорист со пушка или дете со шише вода. Се разбираме? Што значи дека оставаме буквално лименка да одлучува дали човечкиот живот вреди или не. Се разбираме? Затоа што јас ќе напоменам. Ни по точка разум не смееме си дозволиме вештачка интелигенција да биде задолжена за сигурноста на луѓето. Но, сега зборуваме на некој начин за малку повисока, понапредна, да речам, ситуација во времето. Она што морам да го напоменам сега што е, дека самата блокчейн технологија прво ги елиминира сите моменти за потенцијална војна, каде што единствената сигурност која што ќе ви треба е сигурноста во секојдневието. Каде што јас не верувам дека е проблем да имаме, еве прост пример, моментално Кина има дронови кои што гасат пожари, автоматски со АИ, значи доколку има локализирано со GPS локација каде имаме пожар, значи дронови на многу високи недостапни места со соодветни нели механизми за вода или пак друг тип на средства за гасење пожар, значи може да изгаса пожар на најнедостапни, највисоки места. Така, Artificial Intelligence, организиран на блокчейн. Идејата која е? Ако го трнеме тоа настрана, секојдневниот проблем понатаму останува што?
останува војната. Значи, најголемата сигурност која што на човештвото му е потребно е нема веќе војни. Биткоин е начинот како тоа да се направи. Ние направивме целосно видео за тоа е ова видео, кое што се вика Биткоин vs војна или Биткоин против војна, монетарен систем базиран на децентрализирана блокчейн технологија, кој што ќе ги спречи сите потенцијални причини за војна. Така да погледнете го ова видео, многу лесно може да го најдете, тоа е 124-то видео од нашиот значи она е голема плейлиста за напреден курс на фундаментална и техничка анализа и истото видео ќе биде ставено во дескрипција за да можете лесно да го најдете. Значи ова видео објаснува зошто сигурноста на луѓето ќе биде загарантирана посебно од војна кога потенцијално една земја би била базирана на блокчейн технологија, посебно од аспект на финансискиот систем и нормално во оваа ситуација, значи тоа е многу битен аспект за сигурноста, додека секојдневната сигурност нормално тоа е веќе друга тема која што многу поинаку треба да се разговара, значи барем од овој да сме доста далеку, да речем, за блокчейн и за AI. Инфраструктура. Сега, овдека многу луѓето мислат дека тоа е невозможно, што не е така. Зошто го велам тоа? Оние кои што го знаат нашиот канал, се свесни дека ние постојано зборуваме дека децентрализирана физичка инфраструктура е една од најпотенцијалните категории за инвестирање. Зошто го велам ова? Значи, децентрализирана физичка инфраструктура, како што можеме да видиме овдека, во секој аспект, во се може да биде искористена. Значи, овдека ова е ставено само како идеја за оние проекти кои што веќе постојат, дека блокчейн технологијата може да организира децентрализирана физичка инфраструктура на најразличен начин. Со тоа што, доколку овие податоци се доставени до самиот проект, истиот може да направи се што е потребно за одредена задача да биде завршена. Во однос со тоа, во каков тип на сфера е направена овој децентрализирана физичка инфраструктура проект. Со тоа што ова се на некој начин основните податоци кои што може да ги дадете на еден ваков проект, локација, клима, движење, светло, хард рейт, сега во оваа ситуација би било каков тип на ритам, практично, кој што може да го добие оваа физичка инфраструктура и исто да функционира во најразлични сфери. Значи, погледнете и сами. Моментално, во кои сфери има ефективно проекти кои што функционираат. Значи, во безжични мрежи, значи овдека е, например, AT&T, така, значи, каде што буквално самиот AT&T кој што го имате дома шири децентрализирана мрежа на GPS и на интернет на сите кои што им е потребна. Така. И сега овдека имате најразлични мобилни мрежи, мрежи на енергија, затоа што нели тука е моментот. Јас знам дека многу од вас ќе си речете, добро, ама како сега тракторов ќе да речем работи на нивова децентрализирано. Ќе работи, агрикултурни мрежи, каде што буквално мрежа на роботи може да биде организирана преку овие, како што веќе кажавме, основни информации за тоа што, каде и како треба да направат. Целосно контролирана од блокчейн технологија преку AI модели. Веќе нешто видено. Без разлика дали е здравство, дали е агрикултура, нели земјоделие, дали е енергија, дали е мрежа од било каков тип, се разбираме, сето ова може да биде организирано на децентрализирана физичка инфраструктура. Со тоа што ова сме го виделе во најразлични начини. Дали е тоа мрежа на AT&T, или пак е тоа storage на Filecoin, или пак е Compute Network на Render. Значи имате најразлични проекти кои што моментално децентрализирано обезбедуваат физичка инфраструктура која што не е поседувана од еден ентитет, не е поседувана од една компанија, туку е поседувана од огромна заедница на луѓе кои што директно имаат права на самиот проект и неговото понатамошно развивање и одлучување се тоа што се прави. Можеме да видиме дека DePi не е мала категорија, значи имате овдека најразлични проекти во најразлични сфери, дали е тоа мапирање, дали е Smart City, како што може видите овдека, значи имате најразлични проекти кои што буквално работат на тоа. Децентрализирана физичка инфраструктура. Нема веќе живење на село и копање нива, затоа може многу лесно да се ангажира проект кој што ќе има децентрализирани нодови кои што ќе водат армија од роботски трактори кои што ќе го работат тоа што денеска го работи човекот. Натаму се движи работа. Дали вас тоа ви изгледа како научна фантастика или не е битно, тоа реално се случува. Големи ба би рекол, земјата Кина на пример, се обидува што може повеќе да ја замени човечката рака со роботска. Се разбираме. Земете го на пример, исто би го рекол овдека Амазон, кој што е многу поблизок. Амазон
околу 40% од работната рака на луѓе, посебно во нивните хангари, е целосно заменета со роботи, кои што добиваат наредби или директно од луѓе кои што седат позади компјутери, или пак од, да речем, AI модели, кои што буквално целата работа на превземање на роба, пакување на роба, распределување за пратка на роба, доставување на роба до одредени, да речем, транспортни единици, без разлика дали се тоа камиони, возови, што и да е направено од роботи кои што директно го прават тоа според нели одредени правила дадени. Значи ова е сосема нормално. И сето ова е организирано каде? На блокчейн технологија. Блокчейн технологијата е клучот кој што може да го организира ова многу лесно. Што значи дека на сите оние кои што мислат дека ова е далеко, пак би им напоменал, значи немој да мислите дека е далеко, е многу блиску. И многу лесно може да се случи. Сега овде имаме две категории кои што јас лично мислам дека никогаш не треба да бидат дадени во рацете на блокчейн и во рацете на AI. Морам да го напоменам тоа. Тоа е право и engagement, односно практично во оваа ситуација е директен контакт со луѓе кога станува збор за администрација, кога станува збор за ваши лични потреби. Зошто го велам тоа? Кога станува збор за право, вие не може да очекувате дека вештачка интелигенција ќе има практично доволно знаење, не само знаење, али знаење може би тоа ќе го стекне, значи многу лесно вештачките интелигенции учат многу побрзо од нас. Но нема емпатија. Значи не може да разликува помеѓу човек кој што е терорист и силувач и човек кој што се бранел за да направи одредена ствар, а двајцата направиле ист акт на убиство, да речеме. Така да во оваа ситуација правото, каде што потребно е човек да ги согледа фактите и да одлучи со емпатија за тоа што се случило, не сме никогаш да биде дадена на вештачка интелигенција, тоа е моје размислување, заедно со човечки контакт. Односно, ако вие имате, пак сега, овдека во некои граници тоа може да биде направено на секојдневни проблеми, но кога станува збор за повисоки, по-комплицирани работи, едноставно Any help? You want me to come out? На луѓето и на тој начин никогаш да не бидат превземени од AI, затоа што пак ќе напоменам, замислите некогаш кога прашувате нешто комплицирано, а AI моделот ви дава постојано исти, да речам, веќе генерирани одговори, верувам дека тоа би било крајно фрустрирачки, мислам сме го имали тоа сите ние, нормално. Сега, во исто време, кога станува збор за едукација и зачувување на човечката едукација, значи зборувам сето оно што досега човештвото го направило. Значи овде имаме еден интересен пример за тоа како тоа може да биде направено. Значи знаете дека моментално има инскрипции кои што се нарекуваат ordinals на биткоин, нели, биткоин блокчейнот, каде што на еден сатоши може во самиот сатоши, во кодот на самиот сатоши да биде сместено што сакате. Со оглед на фактот дека еден сатоши е милионити дел од биткоин, а ние имаме 21 милион биткоини, практично има отприлика неограничена количина на места за впишување на ordinals, односно на текст. Овој текст може да биде код, може да биде што сакате. Зошто е ова толку битно? Вие на тој начин имате неограничена архива која што ќе биде запамтена, никогаш променета, никогаш манипулирана и постојано присутна доколку знаете на кои сатоши и каде е запишано тоа што го барате. Така. Со тоа што само да ви покажам колку е голем овој капацитет. На 8 јануари, ова го сметам, мене ми е многу блиско до срце како геймер. На 8 јануари 2024 година, тим на девелопери успеа да го вметне кодот на Nintendo, зборуваме класичната Nintendo, сеќавате оние што ги игравме, Commodore, Nintendo, такви некои. Замислете, целиот Nintendo код е ставен на еден сатоши и тоа ова е нормално емулатор, така, значи ова е практично ефективен софтвер. Значи вие во еден сатоши сте сместиле софтвер, емулатор за да играте Nintendo игри. Со тоа што сега не само емулаторот, туку сега и овие игри кои што иначе ќе бидат заборавени, ги впишуваат во Ordinals. Значи ги впишуваат како код за да биде запамтена и задржана оваа игра. Замислете. Така да, значи блокчейн е на бескрајна архива на се што може и се што смислил моментално човекот. Со тоа што да не го зимаме биткоин, постојат соодветни проекти кои што тоа има главна цел, а тоа е на пример Filecoin или Arweave, кои што буквално
на најдецентрализиран начин. Сега блокчейн, кога станува збор за биткоин, станува збор за јавно знаење. Човека може да ставате архиви или податоци или што и да е информации кои што се од јавен тип. Додека приватен тип постојат проекти како Filecoin и Arweave, каде што вие лично закупувате простор и зачувувате нешто што вас ви е битно на овој децентрализиран простор кој што никој освен вие не може да го отвори. Така, значи идејата која е? Дека и децентрализиран и централизиран, се извинувам, и приватен и јавен простор за зачувување на човечкото знаење и се што постои моментално од човекот е на блокчейн. Целосно заштитено, не може да биде променето, не може да биде избришано, не постои подобро место каде ова да биде зачувано и да не заборавиме, многу битно, достапно за сите. Значи, ако вие сте го напишале тоа на биткоин, код, книга, исечок, информација, вест, што и да е, во било кое време, било кој во светот, ако знае кој е тој сатоши, каде што ова е запишано, со отварање на таквиот сатоши и таа трансакција ќе може да го најде целиот овој текст, целата оваа практично што и да е, хроника, книга, што сакате, се разбираме. Така да на тој начин вие можете да направите, пак ќе кажеме, на јавна библиотека, бескрајна, која што било кој во било кое време ќе може да ја отвори од сега па се додека постои биткоин мрежата. Се разбираме, не само биткоин, туку на сите останати, ние го земавме биткоин како пример за тоа што ординал се многу популарни на биткоин, така. Што значи дека пак би рекол овдека овој дел е мислам целосно решен, нема да има никаков проблем. Вика сега, Public Financial Management. Ова би го поврзал со asset management. Зошто? Затоа што, значи, дел на функционирање на владата, кој што многу лесно може да биде организиран на блокчейн. Не заборавајте дека веќе има одредени функции, посебно во Мурика, кои што тоа го правеа заради мода, ама тоа не го менува фактот дека го правеа, кои што добиваат плата во блокчейн. Не само што добиваат плата, они може целосно да го реализираат овој автономен процес на плаќање на сите оние кои што дел администрацијата преку многу лесно, значи само треба еден смарт контракт кој што ќе го организира сето ова, каде што да речем од даноците кои што се собрани месецов, одреден процент или одредена количина да алоцира на тој новчаник, на тој човек кој што работи за администрацијата. Полесно здрави. Полесно тоа не може да биде. Со тоа што овдека може истото да биде и за буџети, и за се што представува практично една држава, истото може да биде во исто време нормално и за алокација на ресурси. Истиот момент. Зошто? Дали алоцирате пари од данок, или алоцирате злато од државата, или дрва, или вода, или било каков тип на ресурс, нема разлика. Сето тоа многу лесно може да биде направено на блокчейн. Односно, прост пример, прво, зошто би кажал Светскиот економски форум дека блокчейн представува многу добар момент, прво заради транспарентност, каде што веќе не може вие да продавате државни ресурси на некого без никој да знае, значи сето тоа ќе биде токенизирано, луѓето ќе знаат и не може да исчезне. Значи на блокчейн ќе се знае кој на кого што му пратил и кога. Автоматски целосна транспарентност. Политикантите, банкстерите веќе не може да прават што сакаат. Затоа на некои држави не им одговара тоа. Почнете од Мурика. Мурика тогаш нема да може да праќа милиони долари на терористички организации во Сирија, па терористичка организација, не знам, во Перу и Чиле, ме разбирате? Значи тогаш транспарентно ќе се знае кој што направил. И пак, немој да мислите дека оние тоа го прават од доброто на душата, но тоа не го менува фактот дека ова што го објавиле е вистина. Корупцијата ќе се намали драстично кога блокчейн технологијата ќе биде користена за секојдневните работи на јавни финансии и на нормално пак менеджмент на ресурси во државата. Чи тоа е дадено. Но понатаму уште една интересна работа околу транспарентноста да поминеме. Погледнете го. Значи ова што гледаме моментално е Bitcoin ETF и Ethereum ETF фонд. Така, што значи дека ние на дневна база, не само на дневна, буквално на секундарна база, ние можеме да проверуваме BlackRock што продал и што купил, Fidelity што продал и што купил, Bitwise што продал и што купил. Се што треба да знаеме, bienvenido. Todo bien? Е да бидеме свесни останатата екипа кои што инвестираат во акции, за да имаат било каков тип на идеја за тоа што се случува во одредена компанија, мораат да чекаат еднаш на 3 месеци компанијата сама да даде ваков извештај каде што истата кажува што купила, што продала, колку купила, колку продала, се разбираме.
Значи, вие ефективно се подпирате на еден извештај во 3 месеци за да видите што компанијата направила. Не заборавајте дека многу често овие извештаи може да бидат изманипулирани, доколку нешто лошо се случува во компанијата, што сме го виделе милиони пати моментално, иако одговараат за тоа пред закон, не го менува фактот дека го прават тоа, така. Значи, што сакам да ви кажам овдека? Ако ја споредиме работата на BlackRock во однос на ETFs, каде што ова автоматски на блокчейн е веднаш запишано и нема бегање, нема криење, значи транспарентноста е јавна и луѓето следат буквално постојано што BlackRock прави. Во исто време, ако треба тоа да го споредиме со нивните извештаи еднаш во 3 месеци и да чекаме кога ќе го објават, па тогаш сите брзаат да го прочитаат за да изреагираат на пазарот, кажете ми вие сами кој од овие две е подобар. Еве вие кажете ми. Значи истата компанија каде што споредуваме како работи моментално на блокчейн и како работи моментално оф блокчейн, нели, на стариот традиционален финансиски начин, каде што вие се надевате и викате да се надеваме дека во што го пишале е вистина, а во исто време читате што побрзо за да може да изреагирате на пазарот. Чи апсурд, така. Посебно во 21 век, каде што се тоа може многу лесно да биде достапно. Во исто време, на страна од тоа што инфраструктурата може да биде организирана преку децентрализирана физичка инфраструктура, може да биде организирана и алокацијата на ресурси. Значи, не само алокација, туку прво да се земат овие ресурси од секојдневната, да речем, природа, така. Значи, во денешно време со роботика, со вештачка интелигенција, со децентрализирана физичка инфраструктура, преку блокчейн ова лесно може да биде организирано. Каде што вие нема да морате да правите ништо, тоа ќе го прави самата вештачка интелигенција преку блокчейн технологијата како конекција до роботиката и дроновите кои што се реално физичката сила која што ќе работи оваа работа, така. Што значи автоматски вие веќе го имате ова решено. Само треба сето ова да се реализира на секојдневна база. И веќе се случува. Значи, ако имате вие ситуација во која што дронови ви носат пијачка среде парк, значи имаше видео го гледав пред некој ден, каде што човекот стои до едно импровизирано малечко квадратче и си нарачува пијачка, ја плаќа онлайн и доаѓа дрон и му ја носи пијачката на ова квадратче и му ја остава. Значи, ако може тоа да се организира, многу лесно ќе може да се организира роботи да копаат во рудник, се разбираме. Каде што сето тоа што ќе се копа нормално, понатаму што ќе се случува, ќе биде токенизирано и ќе биде заведено како дел од државата, значи тоа е овој дел со токенизацијата кој што го разговаравме. Значи, многу лесно може сето ова да биде направено, поентата е само кога тоа ќе биде реализирано. Односно, се може да биде токенизирано во моментот кога е пронајдено во природата, доставено до, пак би рекол, луѓето или складишта како и да е, и сето тоа пак на некој начин погледнете. Многу лесно може да биде организирано преку блокчейн. Значи, веќе постојат технологии од блокчейн кои што се на некој начин во различни сфери, кои што заедно градат еден комплициран систем, можеби за секојдневниот човек, но многу реален, многу достапен во денешно време, каде што без разлика дали станува збор за, како што кажавме, земање на ресурси од природата, алоцирање на истите, транспорт на истите, достава на истите каде што е најпотребно во однос на државата. Нели, оние што викате вие лошиот комунизам, така. Лош нема да биде ако ова е децентрализирано, се разбираме. Значи, проблемот во комунизамот, знаете што е? Што на крајот од денот планската економија е организирана од луѓе. Автоматски е непланска. Проблемот со комунизмот е тоа што во моментот кога вие треба да одлучите, на крајот од денот повторно тоа доаѓа на човек да одлучи. Ако доаѓа на човек да одлучи, а човекот е лакомо суштество, автоматски што се случува, ќе се одлучи во негова корист. И затоа моментално го гледаме овој момент каде што вие, ако го отстраните човекот кој што одлучува и дозволите не да одлучува, него само да ги почитува правилата кои што општеството ќе ги зададе, дека ресурсите откако ќе бидат ископани треба да бидат распределени низ овие региони подеднакво или во однос на тоа кој има, кој нема одреден ресурс, автоматски вие имате една децентрализирана мрежа која што ќе го прави токму тоа. Значи, блокчейн не знае да лаже, блокчейн не знае да манипулира, не краде, не продава тендери на другарчиња, нели? Не наплаќа транспортни трошоци за стан кој што го има во Скопје, а работи, нели, во парламентот. Ми разбирате поентата. На блокчейнот не му се битни тие работи. Блокчейнот му е битно да заврши работата која што му зададена како основна задача. И ако на сето ова ние додадеме веќе постоечки, значи вештачка интелигенција модели кои што се децентрализирани и се целосно на блокчейн технологијата како ICP, значи ICP има своји вештачки интелигенција модели кои што се целосно поставени во нивните децентрализирани канистри на меморија и функционираат како такви. Што ќе ги програмирате, тоа ќе работат.
автоматски истите се на блокчейн, децентрализирани се, никој не може да ги натера да работат нешто што потенцијално би им одговарало затоа што се приватни во нивна да речем приватна меморија, така. И пак ќе кажам, се тоа е многу реално, многу изводливо, значи целиот менеджмент на земјата, преку токенизација на сите државни ресурси, зборуваме природни и така натаму, многу лесно може да биде организиран преку блокчейн и вештачка интелигенција. Нема крадење, транспарентно, сите знаат што и каде отишло, сите знаат колку има. Подобро тоа не може да биде, се разбираме. Едноставно немате причина, значи самите модели во оваа ситуација на вештачка интелигенција ќе си работат работата која што ако е дадена во рацете на човек, сите знаеме како ќе заврши. Со тоа што дополнително, значи еве го тој момент што јас ви го кажувам. Без разлика дали ќе биде токенизиран како ресурс или пак понатаму ќе има свој блокчейн пасош кој што моментално се бара веќе во Европската унија и затоа и VeChain се спрема тоа да го обезбеди. Значи ние имаме ситуација во која што ќе имате целосно документирање на се што е произведено, се што е најдено во природата, се што е транспортирано и постојано ќе знаете каде и што прави. Се разбираме овој продукт. Значи автоматски овој тип на продукти кои што тоа се извинувам блокчейн пасоши кои што децентрализирано следи производство на еден продукт од неговата форма во ресурс најден во природата до негова финална форма, до на која полица се наоѓа во маркетот и кој го купил, имате целосен тракинг на тоа што е произведено, каде е продадено. Може би ова не е баш најдобро кога станува збор за транспарентност, но пак да не заборавиме, се движи во тој правец. Очигледно блокчейн технологијата ова многу лесно може да го организира до степен каде што истото може да го направи нормално и со луѓето. Односно и луѓето ќе имаат своји дигитални блокчейн пасоши кои што ќе бидат децентрализирани и кои што ќе им даваат одредени права на луѓето нешто да прават. Така е сега проблемот што нема да бидат децентрализирани, значи они понатаму се движат кон она да имаме CBDC, да имаме централизиран блокчейн, тука е проблемот. Но за тоа потоа, значи не зборуваме денеска за CBDC, зборуваме генерално за блокчейн технологијата дека на вистина може да организира една цела држава. Значи гледате, од камчињата на плажата во државата, па до луѓето, па до недвижноста, еве прост пример, Polygon беше земен како компанија која што од индиската влада е задолжена што да ја токенизира недвижноста. Значи да токенизира недвижноста во Индија, односно катастарот на недвижност да биде целосно во блокчейн форма и луѓето да имаат свој NFT кој што не може да биде манипулиран, не може да биде превземен од државата, не може да биде со сила што и да се случи, значи едноставно нема манипулација. Си имате свој NFT, се знае според тој NFT што поседувате во физичка форма, точка. Значи гледаме дека се може да биде ставено на блокчейн и се може да биде организирано. Многу лесно, погледнете. Децентрализирани финансии за движење на капитал и информации, ДЕПИН, кога станува збор за физичкиот дел за она што се случува во самата држава, пак, дали се тоа прибирање на ресурси од нивната природна форма, транспорт на ресурси, производство, сето тоа може да биде направено преку децентрализирана физичка инфраструктура, real world asset токенизација, на тој начин вие практично водите евиденција за сето оно што поседувате во една држава, на државно ниво, така, дали е ресурс, дали е недвижност, што и да е, значи вие буквално ќе може да го токенизирате и дао каде што луѓето преку децентрализиран начин одлучуваат што и како ќе се случува во државата, пак би рекол за оние најкрупни одлуки, затоа што ако треба да одлучуваат за се и се што, тоа веќе нема да биде демократија, тоа ќе биде нефункционално општество. Што значи, автоматски овие 4 гранки кои што ние ги кажавме, децентрализирани финансии, децентрализирана физичка инфраструктура, токенизација на ствари од реалноста и децентрализирана автономна организација се основата која што може да изгради едно општество без разлика дали е град, комуна, кантон, држава, сојуз, што и да е. Може многу лесно да го организира ако луѓето се сложни и сакаат да го направат тоа. Со тоа што значи еве како што кажеме, приватна сопственост, лични документи, се до тоа веќе се случува. Значи има проекти кои што тоа го прават. Без разлика дали е Матик во Индија или пак е Мантра Ом во Обединетите арапски емирати, постојат многу проекти кои што моментално работат токму на таа проблематика. Дополнително ние гледаме имплементација на блокчейн во светот на државно ниво веќе. Иако станува збор за мали држави како Ел Салвадор и Централната Афричка република, значи тоа беше самиот почеток, сега моментално веќе гледаме и поинакви чекори од типот каде што Америка и Русија најавија дека ќе прават биткоин резерва, на двете држави дополнително најавија дека биткоин и блокчейн технологијата е целосно прифатена во Русија и Америка
како и майнинг на овие, да речем, криптовалути. Така, тоа ви кажува дека адаптацијата допрва ќе дојде и дека се ногаме на апсолутниот почеток, со тоа што пак само би напоменал, сме само назад и колку само пред нас има време за она што потенцијално следи. Дали ќе биде тоа целосно организирање државата или нешто реално нема да се случи, затоа што пак ќе кажам државата и сите оние политиканти и банкстери не би сакале да изгубат моќта која ја имаат моментално, но тоа не го менува фактот дека оваа технологија на вистина може да организира една држава. А дека се ногаме на самиот почеток зборува ова. 7%, само не се ни 7% од вкупната популација во светот поседуваат криптовалути. И дополнително, да не викате дека не се случило, Либерленд, која што е мала држава, така речено едно островче помеѓу Србија и Хрватска, сега дали е баш островче или не, битно е помеѓу двете земји, на она меѓугранична зона која што е ничија земја, можеби таму и го снимале филмот Ничија земја. Либерленд, која што моментално функционира целосно на блокчейн. Имаат своја блокчейн валута, наречена Либерленд долар. Во исто време, значи тоа е оваа валута, само да видиме каде беше, еве, Либерленд долар, значи моментално функционираат на тој начин, сите криптовалути се прифатени за економијата која што има самата земја. Дополнително нивната влада, значи има гласање на DAO, иако станува збор за мала земја, значи тоа не го менува фактот дека ефективно веќе добиваат признание, верувале или не. Значи моментално добиваат признание како ефективен медиум, како што е на пример Андора, така, или Сан Марино. Со тоа што сакам да ви покажем, погледнете. Значи има 1080 граѓани моментално, а има 767.000 барања за граѓанство за да бидат дел од Либерленд. Само се плаќа, да ви кажам веднаш, значи јас мислев дека не, но се плаќа како и да е. Да, значи кажете, ова е буквално на река моментално. 91 компании моментално функционираат во оваа така речена држава и пак само пред неколку месеци имаа гласање каде што значи целата влада, овие органи кои што ги гледаме овде како government, значи нели претседател, подпредседател и така натаму беа избрани преку DAO гласање на луѓето кои што се жители на ова малецко место, така да како да ви кажам, ова е интересно, но реално се случува. Иако може би ова само некој мало проектче, кој што може видите и сами, значи станува збор за многу мала Са не е ова, него тука пак е неколку километри, како е сега, мислам дека пишува. Само ме интересира колку е голема. Тоа не го менува фактот дека, значи, тоа е тоа, тука се ме сваѓаш. Само да видам, баш ме интересира колку е големо ова место. Добро, не е ни битно, може да го најдете многу лесно, само запишете Либерленд и ќе најдете каде се наоѓа. Значи, пак ќе напоменам, ова е многу интересна работа, која што гледаме дека ефективно се случува. Ова е само мал пример на неколку луѓе криптоентузијасти кои се обидуваат да направат нешто, но чекор по чекор. Иднината е крипто, тоа го гледаме секој ден и се надевам дека блокчейн држава е многу поблиска во децентрализирана форма од тоа што некои луѓе мислат. Се надевам дека ви се допадна ова видео, се надевам дека ќе уживате во нашиот канал и понатаму. Се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемичи.